Почитувани, кадрите на ВМРО ДПМН во преодната влада за само една недела покажаа огромно непознавање, нестручно и незаконито работење на штета на граѓаните на државата. Техничкиот министер за внатрешни работи Наќа Чулев го нарушува функционирањето на полицијата и ја загрозува безбедноста на граѓаните. Чулев издал телеграма со која ги укинува наредбите за извршување задачи на полицајците во другите организациони единици, членот 154 од Законот за внатрешни работи. Со тоа Чулев создава недостаток на полицајци за обезбедување и директно загрозува безбедноста на лицата и објектите кои МВР има законска обврска да ги обезбедува, како и амбасадите на неколку држави, резиденцијата на амбасадорот на Европската Унија и други. Со таквото неодговорно и незаконско работење, Чулев ја доведува во опасност безбедноста на границата на највисоките државни представници, како и на амбасадите во нашата држава, односно ја загрозува целокупната безбедносна состојба во државата. Загрозувањето на безбедноста на граѓаните на границата и државните објекти е кривично дело. ВМРО ДПМН со својата неспособност создава услови за извршување на кривични дела од други лица кои сакаат да го загрозат територијалниот интегритет на државата. Постапките на Чулев покажува дека ништо не е сменето во ВМРО ДПМН. Таму се уште се кадрите под контрола на Груевски кои работат на штета на интересите на граѓаните. Наместо да се фокусираат на тоа што се назначени и да работат на создавање услови за слободни и фер избори, кадрите на Мицковски во преодната влада се посветени на партизирање и блокирање на нормалната работа на институциите. Мицковски и ВМРО ДПМН работат на враќање на режимот, на враќање на ВМРО-МВР, но граѓаните на СДСМ тоа нема да го дозволат. На 12 април граѓаните ќе изберат напредок, нормална држава и продолжување по вистинскиот пат, режим никогаш повеќе. Благодарам.